Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме салата со топло козјо сирење и лубеница. Лубеницата може би е одлично овошје за летото, но постојат многу други начини за нејзино сервирање со месо и салати. Овде правиме извонредно вкусни коцки козјо сирење за салата за која луѓето долго ќе зборуваат. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 160 грама козјо сирење, половина мала лубеница, 150 грама презла, едно јајце, 100 грама брашно, масло за пржење, листови зелена салата, една краставица, листови свежо нане, црн бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Козјото сирење исечете го на коцки. Користиме тврдо козјо сирење кое ќе задржи формата за време на пржењето. Следна земете ја лубеницата и исечете ја на коцки со слична големина како сирењето. Кога ќе завршите, зачинете ги со бибер. Да, навистина, бибер. Овој вкус е одличен како комбинација со лубеница. Загрејте малку масло во тавата. Земете 3 чинии и наполнете ги со брашно, јајце и презла. Земете ги коцките сирење. Извалкајте ги во брашното, па во јајцето и покрите ги со обилна количина презла, а потоа внимателно ставете ги во жешкото масло да се пржат. Повремено превртувајте ги за да добијат рамномерна боја од сите страни. Немојте да ставате премногу коцки одеднаш за да не се залепат едни за други. Кога коцките ќе добијат златна боја од сите страни, извадете ги од маслото и оставете ги да се исцедат на кујнска салфетка. Повторете ја постапката додека да се испржат сите коцки. Време е за сервирање. Ставете листови зелена салата во чинијата за салата. Ѕидовите на чинијата украсете ги со парчиња краставица и сечени дијагонално и потоа ставете ги парчињата лубеница на средина. Префрлете ги коцките сирење и на крај земете свежи листови нане искинати со рака и наредете ги одозгора за да ја украсите салатата. Како прелив за овој вид салата можете да ставите маслиново масло измешано со лимонов сок. Може би ќе одговараат и црни маслинки кои имаат овошен вкус. Пробајте го овој рецепт и кажете ни како ви успеал. Пратете ни и слики за да ги ставиме на интернет страната. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!